Добар ден на сите, добро утро. Честит 8 март, меѓународен ден на жената. Сакам да се заблагодарам на сите вас што одлучивте да ни се приклучите. Јас сум човек кој обично има скепса од големите резолуции и обврските кои што ги превземаме на хартија, заради тоа што многу често остануваат таму на хартија. Меѓутоа мислам дека резолуцијата на Обединети нации отвори една тема со која што им даде шанса на жените во армиите, на жените во секторот одбрана, да почнуваат погласно да поставуваат прашања. Денеска меѓу нас се припаднички на армијата, ќе видите и некое видео со нив, ќе кажат колку е чест и задоволство да се биде во армијата. Меѓутоа, од сето она што го гледам, од сето она за што сум разговарала со нив, свесна сум дека има многу работи кои мора да се поправат. Сега ќе ви го кажам мојот прв впечаток или мојата прва средба со начинот на кој и многумина во армијата ги гледаат жените. На една од промоциите на која што бев поканета на самиот почеток на мојот мандат, имавме шанса да ја промовираме првата пилотка денеска е тука со нас, во армијата на Република Македонија, и при честитките, првиот коментар кој што го чу од машките колеги, сега да се мажиш, па деца, па после тоа и понатаму. И ова го кажувам не за да критикувам, туку заради тоа што секој од нас, кој што почнал да работи во машки, така наречени професии, се соочил со истото. Дека други правила важат, други очекувања се дозволени и дека тоа не е со лоша намера, туку едноставно е резултат на тоа како сме растеле, во каква средина сме растеле и повторување на таа навика. Затоа работите мора да се менуваат и добро е што и на ниво на Обединети нации, значи со поддршка на сите земји во светот, практично се кажа дека на овие теми жените имаат што да понудат. И во таа смисла, апсолутно, бројките во македонската армија не се доволно добри. Меѓутоа, таква е ситуацијата со речиси сите армии, вклучително и со европските, кои обично се неколку чекори понапред. Бројот на офицерки во армијата се зголемува, меѓутоа недоволно брзо. И навистина ова ќе биде тема која што убедена сум дека ќе можеме да кажеме во релативно кус период дека сме ја подобриле. Она што многу позитивно беше при приемот на питомци оваа година во Воената академија е што повеќе од половината беа девојки. Најдобро пласираните беа девојки. И кога велам најдобро пласираните, тука ги мислам и успехот од училиште, и тестирањата, и физичката подготвеност. И ова го покажува клучниот аргумент за повеќе жени и во армијата. А тоа е дека ако ги немаме, се откажуваме од потенцијал кој е тука, а не го искористуваме. Во најголемиот дел и од земјите членки на НАТО, тешко е да продуцирате доволен број на офицери, подофицери, квалитетни војници и тешко е да ги задржите. И ако се откажете од 50% од своето население, дека таму едноставно не треба да има амбиции, вие сте се откажале од потенцијални добри офицери, подофицери и војници. Дополнително анализите на НАТО покажуваат дека во одреден дел од мисиите, особено мисиите мировни во странство, има одредени предности кои што ги имаат жените и кои што полесно можат да остварат контакт со локално население, да остварат контакт со жените во некој афганистанско село, каде што практично не можат ни разговор да водат дел од машките колеги. Така што аргументите се силни дека да, треба повеќе жени во армијата, а за да тоа се случи треба да направиме се работата
да им биде продуктивна, да се чувствуваат дека се добре дојдени, да не се чувствуваат како непријателско ткиво, како различни, како исклучок од правилото. И во тој дел убедена сум дека и како министерка за одбрана имам посебна одговорност. Во Министерството за одбрана веќе почнавме да го работиме новото упатство за пријавување на вознемирување. Тоа не се однесува само на жените, но е една од најсензитивните теми за жените во одбраната во сите армии во светот. Сите армии се доминантно машки средини, сите армии се хиерархиски многу строго поставени. Тоа по дефиниција е средина во која што дискриминацијата повеќе се случува и во кој што и сексуалното и другото вознемирување на работно место полесно се случува. Така што резолуцијата ни помогна да се соочиме со проблемите кои што се провлекувале долги години. Благодарам.